Нова епизода, добре дојдовте. Кога ќе дознаеш дека твоето дете го доживува светот, поинаку животот за миг застанува. Денес со нас се двајца родители кои од таа тишина создадоа надеж за своите деца, а и за други. Сакам да му посакам добре дојде на Ирена и на Филип Јовановски. Добре ни дојдовте. Добро те најдовме. Двајца родители кои што секогаш јас така велам за мене херои. Во вашата секојдневна борба ви имате две дечиња со аутизам. Нашата тема денес ќе биде аутизам. И сум многу благодарен што решивте да дојдете кај нас и да поправиме малце муавет на оваа тема, затоа што сметам дека секогаш, тоест никогаш не е доволно да се зборува на оваа тема. И ќе споделите вашата приказна и вашето искуство. Она што ме фасцинираше беше што кога првпат се видовме, ме пречекавте со насмевка. Бевте насмеани, позитивни, ги запознав и вашите две дечиња. Денес ќе поправиме малце муавет и самиот почеток мислам дека логично прашање би било за првите знаци. Дали се сеќавате на првиот момент кога почувствувавте дека нешто е поразлично кај вашето дете од другите деца? Ирена, Филип, кој што сака? Можам јас. Можеш ти, да. Фала, Душа. Да те поздравам и тебе и гледачите на емисијата. И вистина е дека имавме први знаци како родители дека нашите деца се некако различни од другите. Така да кажам, например синот, кој што има 10 години, тој не го чекавме да прозбори. Долго време го чекавме да прозбори и со текот на времето почнавме да се сомневаме дека нешто е различен. Значи, тука беше појавата на говорот кај нашиот син Ахил, не натера да размислуваме дека е различен, потоа го несовме во некои институции како што е МКФ и таму го дефинираа дека е со аутизам. А пак ќерката беше многу хиперактивна. Многу хиперактивна, не можеше да застане на едно место што се вели. И со неа се сомневавме прво дека е АДХД, дека има некое нарушување со вниманието, да, како што вели Ирена, меѓутоа подоцна и тај неа ја дефинира дека е со аутизам. Да, така ние се соочивме, разбравме едноставно дека нашите две деца се со аутизам. Не беше баш еден момент, беше процес. Сега кога можеме да се навратиме наназад, можеме да ги дефинираме тие работи, ама во текот на секојдневието, во живењето на тие работи, мислам оти не беше еден момент, беа повеќе години. Прво ние бевме сосема типично семејство со типични деца, кога Ахил се роди, кога веќе наполни 2-3 години почнавме да се сомневаме дека нешто не е во ред, најмногу заради отсуството на говор. И тогаш почнавме со диагностики, ги носевме на различни места, беше многу сложено, беше тој период на короната и беа термините многу ограничени. И, например, одевме еден месец, бевме кај еден психијатар, по 3-4 месеци можевме да одиме на другиот, на наредниот преглед. И тој период задоцнивме со диагностиката и се дури не го добивме конечниот збор, конечната диагноза за аутизам од психијатар. Се надевавме, нормално сите родители длабоко во себе имаат надеж. Дека нема нарушување. Ние се сомневавме, ама сепак се надевавме, оти нема да биде аутизам, оти беше се уште мал. Ама го ја добивме диагнозата од психијатар на детската клиника. Кога се спомна зборот аутизам, кога се донесе конечната диагноза, што почувствувавте вие во првиот момент? Дали почувствувавте можи лютина, гнев, страф некој можи? Да.
Можам јас. Тоа се случи и јас барем се соочив со поимот аутизам во Битовската болница. Во некој оддел за деца и младинци бевме. И тука докторот прв пат ми посочи дека моето дете е со аутизам и тоа, како да се каже, дефинитивно. Значи, дефинитивно е со аутизам. И ова многу убаво го истакна сега Душан. Вистина се сеќавам на тој првиот на првото восприемање на поимот аутизам бев вистина помалку тажен, и имаше тука и страв, а и гнев, како што кажа Душан. Да, како ние ќе живееме со нашето дете. Да, зошто баш нашето дете? Да, и тоа прашање, да, баш така. Душан, целата таа состојба беше таква, чувствував тага за детето, помалку страв и големо прашање како ќе живееме ние со тоа дете. Ирина? Да, истиот беше настанот кога ни рекоа ние бевме претходно на клиника во Скопје и дојдовме во битола на категоризација и тогаш психологот го прочита. Ние всушност не сме го прочитали, не сме го видели извештајот го зедовме од Скопје и психологот го прочита, ги отвори книгите, дефтерите и рече детски аутизам. И тогаш мислам тој беше моментот. Прво почувствував тага. Тага во смисла чувствуваш како некаква загуба. Всушност загубата детето го имаш до тебе здраво, меѓутоа некако имам и размислувано после за тие чувства. Загуба за животот што си мислело ти ќе го имаш ти и твоето дете во иднина. Да, таа е загубата што всушност ние ја чувствуваме и веќе ти се менува целиот понатаму сите проекции за иднината. И сите надежи, нормално сите како родители размислуваме што ќе бидат нашите деца кога ќе пораснат, каков живот ќе имат кога ќе бидат возрасни, и тоа е тагата што ја чувствуваме ние како родители за таа загуба. Моравме да го смениме сосема насоката, да ја смениме во која што почнувавме да действуваме и да ја замислуваме иднината. И нормално после и јас чувствував на наредните месеци лутина, гнев. Например, ми беше тешко да бидам меѓу луѓе, сакав да бидам изолирана, ама тоа е како што реков процес. Постепено сите тие чувства си наоѓаат место во тебе и почнуваш, се исправуваш и продолжуваш да функционираш. Точно, ве гледам двајцата, имате убава меѓусебна енергија. Претпоставувам дека меѓусебната поддршка ја имате и дека сте потпора еден на друг во цел овој процес. И вашите две дечиња, значи Ахил и Бисера беше? Да. Ахил и Бисера ги запознав, супер дечки, срциња мали. Имат различни симптоми. Може да ни кажете нешто за симптомите на Филип и после за Бисера? Да. Како што кажав, вистина се на многу различни страни од спектарот со аутизам. Двата се на многу различни страни. Например, Ахил и ден денес, веќе ќе прави 10 години, и ден денес нема говор, изговара само некои зборови кои што му се важни, да речеме пица или сокче, така. И е многу заедничка име хиперактивноста. Хиперактивноста име заедничка, а Бисера пак, за разлика од Ахил, кој што знае само неколку зборови, Бисера е комуникативна, има голем речник зборови, се интересира и за технологијата нова. Се само е многу хиперактивна и, како што вели Ирена, и фалат социјалните вештини. Така.
И така се случува многу често да има недоразбирање со околината, таа да нападне некој во околината. Тука сепак станува збор за комуникативна и некомуникативна личност. Така. Да, на многу различни страни од спектарот со аутизам се двата. Да. Да. Да, за Бисера беше тешко, потешко ни беше процесот на диагностицирање и прифаќање со Бисера, бидејќи таа многу голем дел од детството се развиваше типично. Дури штом почна прво одделение, забележавме дека има проблеми, многу и беше тешко да се вклопи. Има многу голем проблем со авторитети. Таа не почитува авторитети од родители, од професори, од директори. Да. И во тој поглед кај неа се манифестира аутизмот, таа има сосема поинакви сваќања за социјалната средина, за социјалните интеракции, не ги прифаќа правилата кои општеството ги наметнува. И со Ахил одевме на диагноза и паралелно и Бисера ја земавме со нас и тогаш се искристализира дека всушност и таа има аутизам, бидејќи немаше друг начин на кој што може да се објасни нејзиниот проблем со околината. Така, тоа ви беше еден, ајде така ќе го наречам во наводници, втор удар. Да. После Ахил, диагнозата, прифаќањето, периодот на прифаќањето со Ахил. Втори удар како го прифативте, го издржавте? За мене беше олеснување диагнозата на Бисера, бидејќи конечно ни даде објаснување. Ние претходно многу се мачевме да утврдиме, да најдеме начини на воспитување, ни велеа дека не сме добри родители, дека не знеме да ја воспитаме, бидејќи таа имаше проблеми на училиште, в продавница, на улица, и ние пробавме секакви методи. Да, дури почнавме да ја лечиме во погрешна насока. Ни препишаа нас лекови против АДХД, значи против хиперактивност, и од тие лекови Душан Бисера стана уште по хиперактивна, уште по како да кажам, да не ја собира, што велиме, никаде од тие лекови, заради тоа што се лечеше спротивно од тоа што има. Ја лечим погрешно, да. Ја лечевме за АДХД и уште во поголеми проблеми се најдовме. Да. Се и ова, како што вели Ирена, која диагностицира дека е аутизам, и јас се сложувам со Ирена, дека најдовме на олеснување кај нас, дека веќе е најден пат на Бисера каде треба да се насочите. Да, точно. Спомна дека има проблем со авторитети, има проблем до продавница, ваму таму, тоа е една тема со која што и самата емисија има една цел да допри до нас, кој што ние не сме се соочиле со ваква ситуација. И сигурен сум дека имаме многу малку, и јас се ставам во тие луѓе, затоа што не сум во таква ситуација, дека имаме малку разбирање и дека не сме доволно едуцирани од аспект на сето ова со аутизмот, за да ние знаеме како да реагираме кога ќе бидиме во контакт со некој дете или личност со аутизам. Сте се осетиле, доста сте добиле коментари дека не сте добри родители. Тоа сигурно боли затоа што тие од таа страна не знаат вие со што се соочувате. Сте се осетиле негде дискриминирани, сте се осетиле, како да кажам, навредени во одредени ситуации. Да. Јас сакам баш за ова, Душа. Слободно. Да, многу добро го определи моментот. Да, баш за ова. Душан, многу често сме охрабрувани. Значи, луѓето немаат можеби некоја обука за тоа што е аутизам и како се однесуваат децата со аутизам, меѓутоа
кај нас, меѓу нас, во Македонија, е висока општата култура во однос на тоа, општата култура. Например, децата Ахил ќе отиде кај друго семејство, за да земе, да речеме, парче прескавица. И тука родителите го прифаќаат со насмевка. Во ресторан. Да, во ресторан, да. Тука многу често сме прифатени со насмевка. Родителите гледаат дека нешто не е во ред со детето, оти нема говор, така. Меѓутоа често сме прифатени со насмевка, ќе му дадат малку од храната. Или, например, Бисера, со Бисера која сме во некоја обкружување, како да кажем, со многу луѓе. Која сме, и знае Бисера да поттурне некој, знае да постави сопка. И тогаш луѓето, верувај, Душан, не прифаќаат. Прифатени сме во тоа. И ние дори можам да кажам дека не сме имале непријатна случка со друг човек. Браво, мене ова ми е чудно, обратно имам гледано доста работи во спротивен. За нас ние дури например ќе отурне некој Бисера, се врти, гледа дека ние ќе му кажеме дека е со аутизам и сме добро прифатени. Има високо ниво на култура. Да, благодарни сме. Не знам дали се должи на тоа што Битола е мал град, и во основа сите се познаваме. Ама и во Скопје, например, и на други места во Македонија, сме биле. Да. Например, во нашата населба се случува Бисера да шета, да прошета низ населбата, да влезе во дворот на некој од соседите, нешто да искоментира. До сега сме немале проблем, никој не се пожалил. Значи сите се запознаени со ситуацијата и ја прифаќаат. Каква што е Ахил се случува да избега од дома. Например, да, имавте, ми кажавте за таа случка. Сигурно старевте по 50 години. Да, тогаш, значи, благодарение на брзата интервенција на полицијата, го најдеа, беше многу далечен. Од дома беше ладно, беше зима, тој беше поблизу и веќе се стемни. Значи, дури го баравме ние, и дури го бараше полицијата, можеше да премрзни, а ние немавме идеја кај може да биде. На сите места кај што би можел да оди, кај што има нишалки, паркче, побаравме сегде, ама не предпоставивме оти таму би можел да биде, во манастирот над нашата населба, кај што нема ни пристапен пат, значи тој таму трчал низ шумата, не можем ни да замислам како стигнал таму. Населбата Бајер, така? Да, сигурно манастирот и знаат, така некои луѓе знаат, манастирот Свети Архангел Михаил се вика, тука го најде. Да, полицијата го најде таму, мислам, беше ноќе, беше зима. Имавме среќа што... Како што вели Душан, сигурно по 50 старевте, сигурно. Тие неколку сати, колку и да беа, не знам. Тие неколку сати, 2-3 сати беа, не знам. И за време на тие неколку сати се собра, беше многу драматично. Дома роднините се собра, почнале веќе луѓето во населбата да се собират, да се организират, да. Ама за среќа, ајте пак ќе речам, полицијата, тие си имат методи, радиусот го покриват и... Позитивно ми изненадивте со она што ми го кажавте дека има доста разбирање од луѓето. Баш ми е тоа одлично да го слушнам. Јас сум сведок дека Ахил е брз, ко бев кај вас во дуќанот, во центарот, за кој што ќе разговараме покасно. Стварно, така си се движи брзо, незаприметно, незаприметно и брзо се движеше и претпоставам дека си има такво нешто случајно. Да, значи, постојано треба да се внимава секој ден, секој час, секоја минута од денот. Да, тоа беше и поентата дека дечињата мора да имат нон-стоп надзор. Од повозрасен. Прво ќе ве прашам како, што научивте вие од 10 години Ахил, Бисера е? 15 години, значи вие имате 15 години стаж, да речам, во справување со вашите деца. Што научивте вие од овие 15 години од аспект на тоа како да ги препознавате нивните потреби, како комуницирате со нив,
кога знаете што сакаат, што не ќе, ајде, окей, некои работи се кажавме дека знаат да ги искажат, меѓутоа има и работи кои што не можат да ги искажат. Сигурно вие научивте како да препознавате нешто. Што е она што го научивте низ овие години? Научивме дека не се потребни зборови за да ја изразиш љубовта, например. Јас и Филип многу сакаме да читаме. Имаме голема библиотека и мислевме дека библиотеката ќе оставаме во наследство на нашите деца, дека тие ќе читаат. И во текот на овие години разбрав дека и не мора да си реализиран, остварен, среќен, ако можеш да комуницираш вербално, со говор, со јазик, да читаш. Научивме да се поврзиме со нашите деца, со Ахил особено, бидејќи тој е невербален, на друг начин. Не преку вербалниот говор. Ама имаме и многу искуство. Ето со Ахил да речеме 10 години, ама и со секој ден поминат повторно учиме. Душан, например, со Ахил имаме проблеми уште. Например, за некоја состојба или за некое барање негово сме нападнати, па ќе не штипи. Затоа сме и на рацете и со лузни. Значи, не е оти секојаш се разбираме. Некојаш не се разбираме со Ахил, така и затоа и знае да не нападне, да не штипне и така. Ама некако убаво што истакна Душан, некако не само со соочувањето со аутизмот, мора најмногу со тоа, со соочувањето со аутизмот, пораснавме некако да ги прифатиш другите. Јас гледам поинаку на другите, например, може родител да има проблем со мало дете па да му плачи за некоја играчка на шеталиште и некако сочувствувам со родител. Тоа сочувствувам со родителот, например, тој брза некаде, така треба да се отиде некаде, детето плаче и родителот е напнат. И се сочувствувам со родителот, а тоа започна, ова сочувство кон родителите, започна уште кога ги добивме, друго едно е да си родител, а друго е да не си родител. Сега тоа ќе велев и јас. Јас од кога станав родител многу поинаку почнав да ги гледам работите кон децата. Така, например, кога не бев родител, одиш некаде, се шеташ, да речеме, в чаршија и гледаш на некој му плачи детето, нарамо го носи, така? И си мислиш, па како не го задоволи, да престане да плачи, така? Ама не е тоа така лесно. Не било тоа така, да престане да плачи. Јас обично така кога ќе видам ако плачи некој дете, му се тргачи нешто, она се фаза ќе му помини. Пример, ако е година и пол, две, ќе помини, докај 2,5 и нема такви после фази да има, како со моите, например, што имав јас. По среќа, моите не пиштеа толку многу, ама имав со големиот, имав чат-пат. Имам, постојано се учат нови работи. Нема родител кој што не имал. Така, апсолутно, се сложувам. Зборавме за прифаќањето, не знам ни дали спомнавме колку време ви беше потребно. Прифаќањето, да, вие прифативте дека вашето дете има аутизам, дека вашите деца имаат аутизам, меѓутоа Ирена кажа дека е процес. Не процес само справувањето со ситуацијата, него прифаќањето, да, нашите деца имаат аутизам, претпоставувам, тој е процес кој трае малце подолго. Не е едноставен. Да. Од прилика 1 до 2 години, ако веќе размислувам за тоа. Да, процесот на прифаќање, кога веќе си целосно си се соочил со состојбата и веќе почнуваш да размислуваш за иднината. Мене лично, ми е многу тешко да размислувам за иднината. Имаше периоди кога мислев оти нема ништо добро во иднината. Да, баш беше и то целта, најтежок момент кој ти беше тебе лично. Да. Значи, претпоставам дека кога размислуваш за иднината. Кога размислуваш за иднината. И сега не ќе многу да размислам за подалечната иднина, бидејќи е многу неизвестна. Насочена сум кон
краткорочни, сегашноста, среднорочни цели, ама мислам дека штом почнуваш да размислуваш за иднината, тогаш веќе си се соочил и си прифатил. Најтешко е да се постигне тоа прифаќање и може требаше, не знам, поќе од 1 година, сигурно. Да. Ама тоа што истакна сега Душан околу процесот. Да, значи откако ќе прифатиш Душан дека моето дете, откако прифативме ние дека нашите деца се со аутизам, веќе животот почнува да се оформува како лична река со друго корито. Одеднаш почнуваш да го носиш детето во домот Кочорацин, кај што има посебни третмани, значи има различна насока во образованието нашето дете и во Кочорацин и во секојдневна паралелка го носиме. Ќерката Бисера си почна сега во дневниот центар за возрастни со телесни со психички тегови. Да, значи на училиште оди онлайн, бидејќи не може да поднесе со ученици. Значи онлайн учењето нас ние секојдневие, одењето во тој дневен центар на Бисера и така процесот и него ни забележуваме. Така. Да. Вие двајцата работите full-time job, што Да. полно работно време, што е нешто поред мене тешко многу за да вие стигнете да бидете и со децата и додите на работа. Ги спомнавте сами институциите, Кочорацин, баш сега за скоро сакам и директорката ја поканив да биде гостинка да разговараме малце. Како изгледа еден ваш ден? Двајцата, ти знам, колеги сме. Да. Колеги сме ние, работиш во средина кај што има многу луѓе. Да. Предпоставувам дека ти смета. Врева многу, гужви луѓе, предпоставувам само. Еден ваш ден како изгледа? Двајцата работите полно работно време, како оди сето тоа? Кои, затоа спомнавме, Да. треба да се под надзор цело време, ви помагаат родители, Поделени не се блиски. врските, главно сме 90% од времето сме ние двајцата. Од Савајле Филип е на работа, јас сум одговорна за децата. Носење на училиште не се задржува долго, значи јас порам да бидам постојано присутна во случај Ахил да се не расположи па да сака да си одиме дома. Од Савајле целиот ден ми е исполнет на училиште, без разлика дали во Кочорацин или во редовното училиште. И од Сабајле јас сум слободна со децата, Филип е на работа, штом Филип се враќа, правиме смена. Во меѓувреме пак имаме заеднички обврски, значи на психолог, на логопед, секдека што треба ги носиме децата заедно и после одам јас на работа, а Филип останува дома, превзема. Да. Ама тогаш мене веќе ми спласнува очекувањата од мене се спласнува, тогаш кога Ирена првичните. Да. Душанова спомна како го режувам и јас мојот ден и спомена уште нешто окружување со луѓе. Јас сум некој наставник по македонски јазик во битолско село Ивањевци и цело време сум окружен со деца. Да. Деца си имаат своји барања на училиште, така. И таму има хиперактивни деца, да се разбериме. Да, и тие се вклучени во воспитно-образовниот процес. Значи, е малку, како да кажем, тешко е со деца да работиш, потоа кога ќе ми заврши работното време, веќе до овој момент кога Ирена се оди на работа, Душан за една секунда ми поминува времето. Да, Ахил, Бисера се однесени секаде,
Да, и веќе кај 17 часот, веќе кај 5 часот веќе денот завршил, а за една секунда ми завршил. Да. Така те врви. Да, а мене искрено не ми смета на работа обкружувањето. Некако имам механизми да се дистанцирам од обкружувањето, во смисла од обучавата. Така, за обучава збора, не за разговори со луѓе за така. Да, нормално работата, колку и да немаме време, ние родителите со аутизам ни е потребна за самите нас да го одржиме здравиот разум, за да бидеме функционални после како родители, и на тој начин кога си на работа си фокусиран на работните задачи. Се дистанцираш од обучавата во околината, се дистанцираш од стресот во приватниот живот. Дали ти помага малце на работа, малце од малце да се оттргниш од секојдневните психолошки натегања? Многу ми помага, штом сум на работа се фокусирам на работните задачи и иако е напорно, сепак е некој начин на оттргнување од секојдневните проблеми, што за мене лично многу битно за менталното здравје. А има нешто друго, еве и Филип и ти, што ви помага психолошки да го издржите секој ден, некоја мотивација, некој, не знам, јас на пример некогаш знам некој цитат да прочитам, да ме мотивира, некој видео да видам, сите имаме некакви проблеми, некакви, не знам, губење на мотивација или такви работи. Вие имате нешто такво? Па имаме и ние така вентил. Вентил, издуван вентил. За малку да си олесниме. Нашиот вентил се прошетки со децата во паркот, прошетки по шеталиште. Некогаш оти имаме ние, освен двете деца, кои што се со аутизам, имаме и 13 годишна ќерка која е со типичен развој и таа ни помага многу во животот со Ахил и со Бисера, па некојаш ќе го почува Ахил, Стефанија се вика, ќе го почува, па знаеме да испиеме кафе по кафурињата на заедно, тоа ни е. Кога имаме прилика заедно да испиеме кафе, јас и Филип, тоа ни е еден најмногу се полнат батериите, да. Кога сме прошетките, кој е убав денот, знаеме и тунде кафе да отидеме и така. Да, и Стефанија ја спомна, благодарение на неа имаме влеси во светот на типичните родители. И имаме и типични задачи и перспектива. Значи ја носиме на одбојка, ја земаме. Ако не беше таа, немаше да знаеме каков е животот на другите родители што имаат типични деца. 3 деца, тоа е супер. Јас имам 2 сестри, знам како е, и Мими има 2 сестри, и тој знае како е за 3 деца, многу е убаво. Ќе направиме една кратка пауза, ќе се вратиме во вториот дел. Сакам да поразговараме малце за вашиот центар, Neurofeedback, во кој што, како што спомнав на почетокот, решивте да помагате и да се справувате за другите деца, не само за вашите, што е многу благодарно. За кратка пауза се враќаме и ќе поправиме малце муавет за тоа. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие 2 преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Се враќаме после кратката пауза. Со Ирена сега за паузата кратко само разговаравме за Кочо Рацин. Спомна дека е една феноменална институција. И твоите први моменти таму како беше обеа, па
Може накратко да спомниме и за тоа искуство и исто ме интересира и за другите институции, како функционирате, како добивате, има разбирање, нема разбирање од тие работи. Да. Може да свире. Па во Кочо Рацин јас ги поминав тие првите месеци на осознавање на нашата состојба, на соочување на состојбата со аутизмот, и во тој период имаше корона и носевме маска. И се сеќавам дека завршувавме со Ахил на училиште и одевме дома со такси. И јас во таксито плачев, за среќа носев маска и мислев оти не се гледам, а небитно. Ги поминав тие први најтешки моменти, ама пак од друга страна персоналот во Кочо Рацин, наставничката, првата наставничка на Ахил, таму беа толку отворени, топли, ни во еден момент не почувствувавме како да сме осудувани или како што би можеле типично да се почувствуваме како што би очекувале во секојдневието. Значи, така го прифатија Ахил, така се вклопи и нас не прифатија како семејство и јас сум многу благодарна за таа институција Кочо Рацин. И затоа, кога рековме за Бисера, почувствував олеснување, кога дознавме од има аутизам, со неа сите тие работи ги пропуштивме, бидејќи таа на почетокот не беше диагностицирана и многу се измачивме, додека се обидувавме да ја вклопиме во типичниот наставен процес, и поради негативното искуство со неа, со Ахил толку големо олеснување и таква топлина и ден денес чувствуваме во Кочо Рацин кога одиме. Мислам... А со другите институции како е, во смисла школите? Бисера посетува школо? Бисера сега е прва година средно, во Саба е запишана, ама нема баш голем успех во тоа од незина страна поради незините проблеми да се вклопи во регуларниот наставен процес, бидејќи има проблем со конфликти со другите деца, во смисла таја така го сваќа контактот, комуникацијата со другите деца ја сваќа како надпревар, како реков и на почетокот, таа си има посебен концепт за тоа како треба да изгледа една комуникација, што не е прифатлив во училиштето. Да, и затоа сега се трудиме да ја вклучиме преку Zoom настава, со онлайн настава со наставниците. Имавме многу проблеми во основното образование да биде прифатена, додека ние да знаеме што е проблемот со неа, дури да го споделиме проблемот на училиште, наставниците, психологот, педагогот. Со неа имавме многу проблеми. И сега и со средното училиште и со Саба сме многу задоволни со тоа што има онлайн настава и многу сме задоволни од дневниот центар. Многу топло сме прифатени во дневниот центар, многу време си поминува Бисера таму и така. Да, луѓето што работат со нашите деца, што имаат долги години работено, имаат некоја посебна човечност, емпатија, да. За да го работат тоа, и ми спомна сега на паузата, бил многу пати присутен таму во Кочо Рацин, вика со таква љубов вели работата со децата, со сите ти работи. Значи стварно ние имаме една добра институција која што е некое големо олеснување за сите родители. За среќа, да. Ние во Битола има родители што патуваат од Охрид секој ден, од 5 до 9 одделение или од 1 до 9 одделение. Ние имаме среќа што е во Битола институцијата и со децата со аутизам не можеш да глумиш. Тие ја чувствуваат фреквенцијата, ги чувствуваат најискрените намери. И затоа се таму се чувствуваат добро и се прифатени. И вие донесовте една одлука која што ќе се обидувате да му го смените животот и на други деца. Го отворивте центарот Neuroфидбек. Neuroфидбек, сакам за гледачите сега,
да ни кажете малце. Прво ќе ве прашам како ви се роди таа идеја да го отворите, а после Филип знае сам да ја однеси да го однеси муабетот кај што треба. Да. Да, многу добро прашање тоа како ни се роди идејата за... Ве прашувам зошто? Заради тоа што имате турбо живот, имате динамичен живот секој ден и како дојдовте до таа идеја? Да, прекрасно прашање, Душан. Благодарам. Значи, идејата ни се јави многу неочекувано нас. Значи, мене ми се случи сообраќајна несреќа, во која имав многу голема среќа, патен, среќа во несреќа. Да, излегов здрав и жив од автомобилот. И имавме некоја заштеда со Ирена, и мислевме да купиме нова кола. Да. Меѓутоа, малку погледнавме во нашиот живот и свативме, тоа се случи минатата година, свативме дека е подобро да инвестираме во здравието и во напредокот на децата со аутизам и почнавме да истражуваме за апарати кои што помагаат при аутизмот, за нешто што може да го олесни животот на деца со аутизам и пред се сакавме и го основавме Сдруженијето Неурофидбек како Сдружение за деца со посебни потреби и за родителите на деца со посебни потреби. Го основавме Сдруженијето, а потоа почнавме да размислуваме и за посебни апарати кои што ја олеснуваат состојбата на децата со аутизам. И Ирена знае често да каже дека некогаш ќе го спомнуваме мојата сообраќајна несреќа по добра пресвртна точка. Да, како пресвртна точка. Тоа беше пресвртната точка и тоаш ни дојде идејата за неурофидбек. Да. Кажете ни нешто за неурофидбек, поќе за да знаеме што нудите. Да, Филип. Да. Ќе остеш нешто Ирена да каже. Важи. Ќе остеш нешто Ирена да каже. Да. Значи, во неурофидбек, Сдруженијето, ние работиме со еден апарат кој што се вика ХЕК, неурофидбек апарат. И тој апарат пред се е наменет за поголема концентрација кај деца со аутизам, да намали хиперактивноста кај децата и всушност кај нашите деца ние тоа го пробуваме, го применуваме и имаме многу добри резултати во однос на тоа дека се посмирени, со поголема концентрација, поголем фокус на вниманието. И се во меѓувреме, откако го отворивме неурофидбек, почнаа да се интересираат луѓе и семејства кои што имаат деца со аутизам и се поставува едно интересно прашање. Како јас како професор по македонски јазик би можел да држам такви третмани со деца со аутизам. И за тоа многу сакам да им се заблагодарам, на компанијата Brain Amigo, таа е од Софија, од Бугарија. Оттаму и го набавивме ХЕК апаратот кој што ми одржа долги, напорни и истрајни обуки за тоа како се работи со ХЕК апаратот и затоа имам и ваква лиценца, сертификат. Да, за сертификат за невротерапевт. Да. Ако може на крупен мими, да. Имам и лиценца за невротерапевт
Така што не е, да кажам, едноставно стекнато звањето. По долги напорни обуки станав невротерапевт и ја добив оваа лиценца која што ја покажа сега на гледачите. Интересно е Душан тоа што овој хек апарат, освен кај децата со посебни потреби, со аутизам, може да се користи и кај типични возрастни луѓе. Да. Не мора да се деца, моабет. Да. И тоа може да се користи кај возрастните, кај што има хронични, секојдневни проблеми со анксиозност, со стрес, со Душан, ние можеме и често се случува, например, човек да се уплаши на испит која полага, или кога луѓето семејства прават свадба, да речеме, и тоаш се случува стрес. Така, или ни се случило да доживееме несоница, некоја ноќ да не ја преспиеме. Панични напади. Панични напади, да. Меѓутоа, ние ги третираме хроничните такви состојби. Значи, ако подолг временски период човекот има проблем со несоница, со панични напади, со анксиозност, со стрес, овој хек апарат ги ублажува таквите состојби. И со тоа работиме во нашето здружение Неврофидбек. Како за почеток, пошто колку време го имате? Скоро една година. Во скоро една година вашите деца спомнавте дека има резултати, дека се посмирени сите тие работи. Има интерес? Дали зборавме многу и за прифаќање, и за признавање, и за такви работи. Дали тој еден впечаток што го имам, и мој личен впечаток е дека многу од родителите па и не сакаат да признаат или да прифатат дека нивните деца се поразлични од другите. Не велиме дека се со аутизам или било како, затоа што дијагнозата е на крајот, а дали има такво расположение дека не се прифаќа, дека ги третираат како да се типични дечина. Имате таков впечаток, имало интерес, идат, ви се јавуваат, ви прашуваат, се срамат ли, не се срамат? Не имам такво искуство, баш имаме повеќе деца кои што немаат дијагностициран аутизам, ама родителите сакат да реагират колку што е можно понавремено, за да можат да ја излечат максималната функционалност од сите расположливи третмани што ги имаат, што ги носат на психолог, на логопед и на тоа се додава и неврофидбекот. Јас не мислам дека во новото време најново е некаков и тренд и многу се спомнува аутизмот и мислам дека прифаќањето е на многу големо ниво. И од семејствата кои се соочуваат и од средината и може вака звучи невообичаено, ама ние имаме такво искуство. Меѓутоа, сакам јас да поздравам оваа иницијатива твоја, Душан, со тоа што вистина сепак ни треба поголема свест. Оваа твоја иницијатива, да не поканиш вака на муабет, вистина е за поздравување и вистина ни требаше и нас како здружение еден ваков медиумски простор за да ја подигнеме свеста кај луѓето дека не е нешто страшно неврофидбекот и третманот и затоа многу сакам да ја поздравам иницијативата. Јас сакам вас да ве поздравам затоа што се сложивте да разговарате за вашата приказна да ја кажете. Не е лесно родител да излези да разговара за своите секојдневни домашни. Не ги велам проблеми, не се проблеми, затоа што тоа кај вас е веќе секојдневие и е начин на живот едноставно. Предизвици, да, може така да се изразиме, затоа што иницијативата е ваша, само што допрело до мене и апсолутно дека ќе разговараме и сега и во иднина
знајте дека можеме кога и да било тоа. А во однос на неурофидбекот, Да се вратиме. јас го сакам, многу ми се допаѓа мене методот. Пред да се одлучиме, го читавме многу, истражувавме. Ми се допаѓа тоа што е целосно безбеден, нема никакви негативни ефекти и спомна Филип претходно, имавме многу лошо искуство со згрешена терапија, со бисера, тогаш бевме во многу лоша состојба и чупето беше донесено во многу лоша состојба поради тоа што се третираше за АДХД погрешно. Неурофидбекот е целосно безбеден, не вклучува никакви хемикали, никакви лекови, помага на истиот начин за многу состојби со менталното здравје, не само за луѓе што имат проблеми со менталното здравје, и за типичните луѓе, за зголемување на фокусот, на концентрацијата, и за типичните деца, за да можат да учат поуспешно. И на Запад е многу распространет метод. И јас дури читав, баравме од каде да го купиме апаратот, најдов на многу опции различни. Луѓето имаат, секој си има дома неурофидбек апарат и си дури се релаксира или дури работи, го користи, го носи апаратот. Така, тоа се става, ми покажа ти кога дојдов кај вас. Да, се става тука. Апаратот делува на предниот дел од мозокот, кај што се најбитните центри за регулација на емоциите и кај што се најбитните центри за когнитивните функции. Така, значи, ми покажа ти некои слики како делува. Изумителот на апаратот ги снимал луѓето што ги третирал со термална камера за да види какви се резултатите после одреден период. Така, па јас еве ќе апелирам до гледачите и оние сите кои што се соочуваат со вакви ситуации да ве контактират. Во текот на емисијата, додека разговараме со ова, ќе пуштиме еден банер да излези со вашите податоци, телефонски број, имейл, адреса, имате се. Може да го спомните и телефонскиот број на кој што може да ве контактират? Да. Тоа е на Ирена. Да, 076 888 674. 674. Ќе имаме и повеќе прилики да истакнеме вашата работа во неурофидбек. Се надевам ќе продолжиме да имаме соработка. Имаме уште многу што можеме да правиме муавет. Емисијата траи колку што траи, околу 1 час. Би ве замолил, што е она што би му го кажале, еве вака, вие како родители со 2 дечиња со аутизам, на родителите кои што туку дознаваат дека нивното дете има аутизам. Еве Ирена сакам прва да кажи сега. Ирена. Добро прашање. Не чувствувам ти треба прво да размислам пред да го одговорам, ама добра, веќе пробам. Ако сакаш размисли. Да, ќе го пуштиме Филип прв да каже. Јас би му кажала дека моменталната состојба, тоа што го живееме во моментот, не е конечна состојба. Значи, животот може да се смени за 1 секунда, за 1 ден, за 1 месец, за 1 година. И секогаш, кога имаме лоши моменти, се трудам да си речам себе си, му велам на Филип, почнуваме од наредната секунда, имаме нов почеток. Животот почнува од наредната секунда. И ако мислиме оти нешто е тешко во моментот, треба да знаеме, да бидеме свесни колку и да е тешко, да имаш свесност во тие моменти, дека ниедна состојба не е трајна. Дека одиме кон иднината и таму ќе ни се случат и добри работи, и убави работи, да. Филип, ти? И јас сакам нешто да им порачам на родителите кои што само што, како убаво кажа Душан, кои што само што дознаваат дека децата имаат аутизам, тоа е дека за жал на светот има деца кои што се болни. Има деца кои што трпат и болка, и секакви
третмани страшни. Така. Да, за жал има такви деца, тоа не е случај со нашите деца. Само нашите деца се различни. Се различни и тие си го живеат и ќе си го живеат животот. Во нивниот свет. Да, во нивниот свет. И тоа треба родителите да го прифатат. Дека сепак е среќа што деца не им се болни, не трпат болки, немат страшни некои диагнози, така. Така. И за крај, уште едно прашање имам, двајцата исто ќе ми го одговорите. Што е она што вие би сакале општеството да го разбери за децата со аутизам, а мислите дека уште не е разбрано од наша страна, или пошто и јас сум од другата страна? Филип? Интересно прашање. Сакаш да размислиш, јас Да, имам одговор. да, јас се размислувам. Да. Сакам општеството да разбери дека децата со аутизам можат да се вклучат кога ќе бидат возрасни луѓе. Значи, децата со аутизам ќе станат возрасни личности со аутизам. Дека во нив има многу скриен потенцијал, дека можат да се вклучат, можат да имаат работно место, да бидат успешни на работа, се разбира секој различно според состојбата, ама за секој индивидуа со аутизам има место во општеството, не треба да бидат затворени дома, да ги криеме или да ги чуваме нив, или општеството да го чуваме од нив, дека со добра организација, со добри системски решенија, може и да се постигне и треба, воиднина треба кон тоа да работи нашето општество и нашите институции, како возрасни луѓе, да ги вклучат за да имаат и тие исполнет живот, и ние да имаме мирна старост, и да не бидем, она најтешката помисла што ќе се случи со нашите деца кога нас ќе не нема, тоа не е решено се уште и општеството треба да најде начин да го реши. Да се реши, точно. И јас се приближувам до ова што кажа Ирена. Јас сакам да му порачам на општеството дека има и општеството шанса поголема кога би направило децата и лицата возрастните со аутизам да бидат плодни. И поголема шанса ќе биде и за општеството да се развива, кога би направило лицата со аутизам да бидат плодни. Да има простор за сите во самото општество, што апсолутно. Дечки, фала многу што дојдовте. Цела емисија сум така емотивен наваму натаму. Едноставно ја кажавте вашата приказна на толку убав начин, пак сте насмеани, што многу ми се бендисва. И испративме, мислам, денес една многу убава порака. Се надевам дека многу луѓе ќе изгледат емисијата и ќе ја слушнат вашата приказна, која ќе придонеси за разбудување на свеста на нас другите, кои што, како што кажав на почеток, не сме се соочиле со ваква ситуација. И во иднина се надевам дека ќе имаме некои други соработки и работилници може и ќе присуствуваме на некои од третманите кај вас во здруженијето. Така да вратите се отворени и кај вас и кај нас. Фала. И ние да ти се заблагодариме многу, Душан, за поканата. Да, и за просторот. Што ни го отстапи да раскажеме нашата приказна. И уште едно најважно пред да ја затвориме емисијата, да испратиме голем поздрав до Стефанија. Да. Да ја поздравиме и да ја пофалиме. И се надевам дека ќе ја гледа емисијата. Да. И ти да си ја гледаш емисијата. Ќе ја гледам, ќе се потрудам. Потруди се. Дечки, ве поздравувам, се гледаме за една недела точно со некоја друга тема, се надевам дека ќе ве бендиса. Поздрав, чао!